председателке. Господине Рендевски, сте извршувале функцијата заменик министер од февруари 2022 до февруари 2023 година. Сте му биле заменик министер на господинот Беким Сали, кој во оваа анкетна комисија истакна дека по разгледувањето на извештаите за работата на директорот Нино Васев не бил задоволен од неговото работење, го викнал на консултации, побарал од него план и анализа како би ја подобрил работата на клиниката, односно конкретно финансиската состојба, не добил план, долговите продолжиле да се таложат и министерот Сали во тој период побарал оставка и ја добил оставката од директорот Васев. Во вашето излагање вие кажевте дека не сте биле запознаени за причините, односно не сте биле запознаени за оставката на Васев. Дали и тоа го слушнавте од медиуми, бидејќи како заменик министер не е нормално да не знаете за работата на Министерството, дека е побарана одговорност од еден директор и дека е побарана оставка и тој директор е сменет. Дали тоа го знаевте и дали знаевте дали имало дополнителни причини освен лошото финансиско работење на директорот Васев? Двајца министри во оваа анкетна комисија, и министерот Филипче и министерот Сали, тука истакнаа пред нас дека не знаеле воопшто дека постои систем за контрола на терапија на клиниката за онкологија. Дали вие, како заменик министер и како претходно директор на една исто така универзитетска клиника, знаевте за постоењето на ваков систем и дека тој систем, кој многу тука лица кои учествуваа во расправата на оваа комисија, кажаа дека во периодот од тие неколку месеци, од прилика 6 месеци додека бил во функција, дека бил добар и дека со тоа се елиминирале можностите за злоупотреба со терапијата. Дали знаевте дека имаме таков систем на клиниката и дека е ставен во функција? И доколку знаевте, зошто ништо не сте презеле и се оставило да се работи без контрола на терапија на клиниката? Друга работа. Во 2021 година на клиниката за онкологија, што е наведено и во извештајот на Државниот завод за ревизија, набавен е скап акцелератор, сумата некаде близу 2 милиони евра. Овој акцелератор воопшто не бил ставен во употреба. Би требало да знаете, но еве прашање до вас, дали знаевте за оваа набавка, за постоењето на ваква медицинска опрема, која по кажување од Министерството, односно и од клиниката, бил набавен, но не бил ставен никогаш во употреба, бидејќи на клиниката за онкологија немало услови за негово ставање во употреба, односно немало просторни услови каде што би бил сместен. Прашање до вас, дали знаевте за постоењето на акцелераторот? Што сте направиле за ставањето негово во функција? И ваше мислење како директор на клиника претходно и како заменик министер, но и како стручнак, како се дозволило и кој тој одлучил некој да купува толку скапа медицинска опрема од 2 милиони евра, а да нема претходно обезбедени просторни услови? Дали за вас ова е логично? Благодарам, за сега толку.